85% од ромите во регионов се задоволни од услугите ке матичните лекари, но тие не се задоволни од секундарното и терцијалното здравство, посебно од делот гинеколозите. Ова се податоци од истражувањата спроведени од невладината КАМ во рамките на проектот менување на негативните наративи кај здравствените работници. Информациите што ги добиваат не се доволно разбирливи, дистанцата или растојанието до самата институција е проблематична и постојат отворени сомневања дека постои незаконско наплаќање од дел од матичните гинеколози. Во проектот се опфатени 300 ромски семејства и 24 здравствени професионалци од Делчево, Виница и Пекчево, а целта е позитивните примери да надвладеат над негативните. Проблемите понекогаш произлегуваат и од непознавањето, од несоодветното и недоволното познавање на правата на самите пациенти. Имавме можност во досегашниот период да видиме дека кај дел од здравствените професионалци има одредени ситуации каде што со своето однесување не наликуваат на професионалци. И како резултат на тоа, преку овој проект, дел од активности, ние сакаме да понудиме позитивен пристап, се со цел позитивните примери да надвладеат над негативните. Водилка во работата на здравствените работници сепак треба да им биде лекарската етика и Хипократовата заклетва. Значи, јас 10 години работам во здравството како лекар и досега тврдам, значи, апсолутно не сме имале никакви негативности, дали по етничка припадност, дали по политичка припадност и слично. Секој пат сме излезле во пресред, каде таму кај што е најпотребно. Наша законска обврска е секој што ќе побара здравствена заштита да биде прегледен од наша страна, а потоа да направиме преценка за што станува збор за итнос или не и благовремено за сето тоа да го информираме пациентот. Инаку на форумот на кој беа презентирани резултатите на проектот кој се работеше со поддршка на Институтот Отворено општество, невладината КАМ и здравствените институции од регионов се договорија заеднички да аплицираат во Јапонскиот фонд за здравство со цел да се набави соодветна опрема која ќе ги доближи услугите на локално ниво за граѓаните да го остварат правото на здравје.